Каде се крие античкиот град Равен и што наведува на фактот дека местноста Грамади во атарот на село Разловци е едно од местата каде основоположниците на македонската писменост Свети Кирил и Методи ја создале глаголицата при нивната брегалничка мисија, е тема за која најчесто пишува историчарот Славчо Десподов, кој истражувајќи го подрачјето во близина на Делчевско Разловци, дошол до податоци кои во голема мера ја потврдуваат тезата дека овде престојувале светите браќа Кирил и Методи. Во 845 година доаѓа за кнез на брегалничкото кнежество Методи, а потоа доаѓа и брат му Кирил и каде што е составена, односно каде што е составена првата македонска, односно сесловенска азбука глаголицата и каде што за прв пат словените се преведени у христијанство, тоа што го направил Свети Кирил. За да потврдат мојата теза дека на овој локалитет се наоѓа градот Равен, ме наведе прво житијата на Свети Кирил, Свети Климент Охридски, панонските легенди, во кои што кажува дека Кирил дека го довеле на река Брегалница, која се наоѓа непосредно на целиот локалитет и дека превел односно словенското население од тој крај во христијаните и напишал глаголицата. Тоа за почеток беше доволно, мене предизвик ми беше како историчар, но да открием местото каде што се наоѓа тој локалитет. И така да 1999 година, 2000 година, престојав на тој локалитет. Индициите покажува дека се работи за тој локалитет, дека се работи за градот Равен. Прашањето за словенската писменост и незините основоположници се актуализираше по изјавата на рускиот претседател Владимир Путин, кој на средбата со македонскиот претседател Ѓорги Иванов рече дека словенската писменост доаѓа од македонската земја. Ова според Десподов ги негира бугарите, а особено нивните тези во кои нејзини самопрогласени историчари зборуваат за сосема друг тек на описминувањето на овдешните народи. Врз основа на тој апокрив солунска легенда, бугарите ја темелат нивната теза за Кирил и Методи дека се бугари, дека фактички тој Кирил ја пишувал азбуката и ова ги христијанизирал словенското население. Што нема никаква врска, нема никаква допирна точка, се работи за овој апокрив кој што го најдов јас во бугарски сајт, фактички го објавив во монографијата за Делчево од минатата година. Така да може кој е заинтересиран да најде монографијата кај што детално е образложено на кој начин тој апокрив е фактички 4 пати препишуван. Дека околината на местноста Грамади во село Разловци крие голема тајна потврдуваат и самите разловчани, кои работејќи на овие простори, често знаеле да пронајдат по некој антички предмет кој ја потврдува тезата на Десподов за постоењето на градот Равен на овдешните простори. Ја нагодих лично на тугу, ама писмо, дека не сам се досетил дека е вредило некој, могува да го растумачи некој, да се прочита, да се најде каков јазик е, што е. И големина беше така, едно 30 на 30 имаше цела строфа испишано. На неа, ама са какво е писмото? Синовето као реаше, напред што с крави корехме, немаше, а после со трактора и трактора закачи и после они рачно ја извадија. Инаку за можноста Равен да е во пијанец, авторот Славчо Десподов пишува и во неговата монографија насловена Делчево, а освен Десподов за оваа проблематика имаат пишувано и бугарскиот академик Јордан Иванов, чии родители потекнуваат од Кратово, како и други историчари и патеписци.